Не Аристотел, туку Сократ бил првиот филозоф. Имавме мала дебата во студиото, а ние ќе бидеме кратки во најавата за да им дадеме простор на гостите да зборуваат за значењето на професорите за значењето на предметите како филозофија, социологија, етика, логика, педагогија и така натаму. Гости во студиото се Елвира Зекири, професор по филозофија, логика и етика во Никола Карев. Добар ден, Елвира Зекири, Мустафа. Мустафа. Да. Мило ми е што не поканивте да дојдеме, да го искажеме нашиот став, кој што е спротивен со концептот за уривање на гимназиското образование, односно да се извади предметот филозофија како редовен предмет. И да го најавиме професорот Ристо Чулев, професор по филозофија, логика и етика од Георги Димитров, исто така една фамозна, позната Скопска гимназија. Добро утро и за вас. Добро утро. Благодарам на поканата и медиумскиот стапениот простор. Целта што е? Да, целта е да објасниме убаво вашиот и став воедно да го слушнеме. Ајде можеме со вас, професор, ќе да почнеме. Кое е значењето на предметите филозофија, социологија и логика? Значи вака, филозофија е една од најстарите дисциплини, односно науки, од каде што потекнува се понатака. Филозофијата е мајка, кралица на другите науки. Се што потекнува од филозофија. Психологија потекнува од филозофија, логика потекнува од филозофија. Ако се укине филозофијата, тогаш логично е да се укинат и гранките на филозофијата, бидејќи без филозофијата не може да имаме простор за критичко размислување кај младите, кој што и текако им е потребен. Значи филозофијата го развива критичката мисла кај младиот и ја развива критичката свест. Тука спаѓа и етиката, која што со својот морал им пружа на младите да одберат што е добро, што е зло. Значи ние со љубов работиме. Нашата професија е изградена базично врз љубовта. Затоа што етиката токму тоа го нуди. Нуди љубовта, соживотот и така натака. Вие на интересен начин ги анимирате учениците со тоа што велите постојано си создавам клубови за да ги анимирам. Апсолутно. Заинтересирани се за овие предмети, ги сакат. Тоа е тоа што ги фасцинира кај овие предмети. Кај мене на час фасцинантно е тоа што децата имаат право на свој размислување. Значи имаат право на свој став. Како филозоф, јас не можам да им кажам дали е правилно или не. Секој си го зазема свој став. Во логиката е малку поинаку, таму не требаат аргументи, факти. Ама филозофијата е токму тоа. Зашто го одбираат филозофскиот клуб? Затоа што таму сме сите еднакви. Затоа што таму говориме теми кои што не се застапени, тоа е неформално образование повеќе. И таму сме сите исти, имаме чајчиња, колачиња и сите се добродојдени. Чајчиња, колачиња. Професоре, колка деминутивите многу ни се допаѓаат. Колкаво е значењето на овие предмети во општествениот живот? Огромно е значењето. Целта на филозофското образование е да се создаде здрава, стабилна, одговорна и креативна личност. Значи етиката те учи што е добро, што е лошо, да бидеш човек. Логиката те учи да мислиш. Филозофијата ги обединува сите овие дисциплини, мислење и учење. Те учи да се хармонизираш со себе си и со светот во кој што живееш. Сега, доколку имаме воспитно-образовен процес без педагогија, научен процес, ум без мислење и култура без социологија, имаме неквалитетно образование. Као да имаме концерт без музика, медицина без лекови. И кафана без ракија. Да. Што не оди? Што не оди? Да. Добро, зошто е потребно, ај нека биде и до 20, професори. Зошто е потребно истите да се изучуваат? Дали се дел од поранешни образовни системи, дали може да се совршат во современи случувања? Добро. И дали на крајот тие се потребни во образованието? Апсолутно. Може повелете, да. Апсолутно. Сметам дека не можеме да имаме развиток во образовниот општествен систем ако ги укинеме овие предмети. Значи, не можеме да изградиме критичка маса, не можеме да изградиме личности со емпатија и алтруизам во себе, личности кои што сакаат да им помагаат на другите. Не можеме да изградиме ученици кои што самосвесно ќе размислуваат
и самосвесно ќе доаѓа до заклучоци и до аргументи кои што ги нуди логиката. Повели колега. Да, професор, Само да ме се подсетам надоврзете. на прашањето. Дали се дел овие предмети од некакви си поранешни образовни системи, Апсолутно. кои што не кореспондираат со современото живење? Се дел од минатите системи, ама не е точно дека не кореспондираат. Значи се база, значи се база, се остава, Само се да бидам темел. прецизен, логика е исто од стариот систем и јако го учев, сменете учебникот, ама таа е содржината иста. Ама учебникот по филозофијата е нов, направен од Кирил Темков и Стефан Сидовски. Учебникот по етика и за втора година и етика за трета година е нов исто така, инкорпориран. Значи, тоа е тоа дека може да се усовршуваат. А може да и треба да се усовршуваат. Меѓутоа, сршта е таа. Сршта на предметите да е таа. зборуваме за суштината на филозофските предмети. Логиката во оваа форма пропедевтичка, која што ја предаваме ние средношколските наставници, е наука за мислење. Методологија, општа, учиме, и формална логика. Што е поим, што е суд, што е заклучок, што е дефиниција, што е истражување, што е посматрање, што е експеримент. Наблюдувањето е првиот контакт со реалноста. Дедуктивен тип на заклучување. Индуктивен тип на заклучување. Што е многу посебно и од посебно се извинувам, оно што, она што е така. потребно за сите науки. Алатка, метод, кој што го користат сите науки. Значи, не може да бидеш научник без да ги знаеш овие алатки. Секаде е применлив. Умот како не е применлив, мислењето како не е применливо. Секој ден мислиме, 24 мислиме, свесно, несвесно, подсвесно, разумно. Значи, мора да знаеме правилно да мислиме. Логиката не учи на тоа. Вредностите што ги дава филозофијата се многу значајни. Многу моменти што ги кажавте сега се запоставени во современото рапидно живење. Добро, првите даскали биле филозофи уште од античко време. Како се третирани денес филозофите? Дали се потребни во образованието? Апсолутно дека се потребни. Нивните мисли и идеи кои што датираат од базичниот период, односно од античкиот период, се пренесуваат, асимилираат и ден денеска. Значи, филозофијата се гради од антика, каде што се перцепираат, се усовршуваат тие мисли на филозофи и понатака веќе го имаме како ја градиме филозофијата и начинот на живот, Аристотел и Платон ги имаме во секојдневието. Значи, во понатамошните предмети и еве во психологијата. Фройд бил прво филозоф, а после бил психолог. Иако психолозите може ќе дојдат на нели против аргументи, ќе најдат, не може да најдат против аргументи, а може само да бидат против. Филозофијата како гран, како наука е широк диапазон. Значи нуди многу. Ја нуди филозофија, но ја нуди логиката која што ви дава аргументирано мислење со факти. Замислете ако ја нема логиката и ако ние немаме аргументи, како ние би можеле некој, да речеме престапник, да го осудиме? А немаме аргументи, а тој направил некое злодело. Како ќе го осудиме? Врз основа на што? Или како ние ќе развиеме критичката свест, ако при тоа не се навратиме на Платон, Сократ, Аристотел. На Сократ му го зедоа животот за филозофијата, затоа што беше нападнат дека младите ги учи на доблест. Ние не сакаме да противречиме на министерката. Ние сакаме само да ја објасниме дека без филозофија не може да се гради иднина. А знаеме само едно, ако сакаме да уништиме некое општество, тогаш уништи го образованието. И ето така го сваќам. Професоре, ќе додадете нешто? Да. Филозофскиот начин на мислење е системски. Во целост се размислува за сите аспекти. И тоа е многу важно да се знае. А сакам да кажам нешто за оваа концепција за реформирано гимназиско образование. Нивната идеја не е квалитетна. Зошто? Во филозофијата учиме дека идејата која што си противречи самата на себе си, која што лично може да се побие, не е квалитетна, не е вистинска. Оваа концепција на Министерството за образование си противречи сама на себе. Од кои аспекти?
Вели, критичко мислење сакаат да создадат со новиот образовен систем, со оваа концепција, ги укинуваат предметите за критичко мислење. Да не забораваме дека Волтер, просветителот, го воведе критичкиот метод за мислење. Што значи критички мислење? Да се укаже на грешките и да се понуди квалитетно решение. Вториот начин, односно втората грешка, која што имаат во оваа концепција е во однос на вештините. Ја велат дека една од целите за вештините е учениците да знаат да ги почитуваат другите ученици и луѓето. А како ќе ги почитуваат ако не учат етика? Добро, овие предмети, кој епитет го имаат? Умилен, добар предмет, тежок, лесен, интересен, неинтересен, го сакам, не го сакам тој предмет. Како? Вие сте постојано во комуникација со средношколците, вие знаете што мислат за предметите и како во суштина со што на овие денешни деца им го задржувате вниманието со овие предмети? Јас им го задржам на тој начин што им давам право на слобода, на говор, на мисли и на чувства. Еднакви се на мене на часот. Изборуваме. Значи, главно е да го примениме значењето, односно учењето на секој философ во практичен живот. Примена на знаење. Песталоци, нели? Ум, срце и рака. Тоа што го учиш, да знаеш да го примениш, да знаеш да го сакаш. И дискутираме, се караме, се расправаме. Има дискусии, добро. Има спротиставени мислења, да, со аргументи. Да, диалектика на мислење има. Он го сака часот, затоа што има право да се изрази. Значи, во омилени предмети слаѓа, така да ради. Треба да ги прашате учениците. Ама вие сте во постојан контакт со нив. Ама ние сме, ама сега да, омилени. Професорката. Зависи од професорите. Еве велите клубови, измислувате за да ги анимирате. Доаѓаат ли на тие? Да, секако. Значи, моите ученици доаѓаат и во сабота. Ние работиме во сабота. Јас имам огромен поздрав до моите ученици, кои што ги сакам највеќе на цел свет. Моите ученици учат на самиот час филозофија. Да, имаме професори кои што читаат од книги, ама тоа е веќе друго, но филозофијата не се чита од книга. Филозофијата се предава, филозофијата е дискусија. Филозофијата да ја опипаш, да ја осетиш, да биде во тебе, во твоето битие. Ме сваќате, филозофијата раѓа ум, значи умот раѓа филозофија. И тие имаат право на свое лично мислење, кое што, ако им е аргументирано, јас не можам да им го побијам. И окей, нема тука глумење професор-ученик. Тука сме сите... Како? Признавате? Да, секако. Значи, тука нема глумење професор-ученик, тука сме сите равноправни. Моите ученици се една маса на интелектуални деца, кои што на вистина знаат да вреднуваат, и знаат да чувствуваат, и знаат да сакаат. Токму поради предметот етика, кој што го учиме од втора година, трета година, па понатак учиме филозофија во четврта. Може би сега од оваа перспектива на поранешен средношколец, нели, и човек кој што се уште не завршил со борбата за подобро општество, се надам дека повеќето од нас се такви. Апсолутно. Прашањето следно гласи вака: имаме ли авангардни ученици кои што се интересираат за овие предмети, кои што би го сочувале овој дел од општествениот живот на човекот во годините што следуваат, кои што човекот не е човек ако не го пренесе своето и она што го впил од претходно понатаму. Гледате ли наследниците веќе? Да. Постојат ли такви ученици? Имаме такви ученици. Мојот клуб е обично со таков тип на ученици. Јас моментално имам дете кој што во Русија отиде да студира само заради тоа што беше потикнат од самата филозофија. Денес дојдене на гости деновиве, го поздравувам Николај. И имаме деца кои што се афирмираат. Значи, знаат да направат разлика помеѓу добро и лошо, знаат да мислат со умот, знаат пред да направат некоја грешка дека прво треба да размислат, знаат дека ако ги прекршат начелата на моралот, на законот во општеството, дека ќе има санкции. Свесни се за тоа и се интересираат. Само е многу битно кој предава и на кој начин е предадено тоа што се предава. Најбитно е да се предава без книга и да имаме тет-а-тет со децата, односно да имаме отворена дискусија. Затоа што јас не можам на нив да им дадам презентација за Сократ, а тие никогаш не слушнале кој е Сократ, не сваќате? Да финишираме, професор. Многу се
има многу ученици кои што се квалитетни, ама немаме култура. Немаме образование кој што можеме да ги поддржиме во целост. Не мора да биде тоа само во формално образование, и во неформалното образование треба да создадеме услови и можности. Има прекрасни мислители, умови. Од светски ранг. А имаме и модерна филозофија. Значи, ние ги изучуваме и модерните филозофии, и филозофија на 20 век имаме. Значи, имаме ние и либерализам, имаме ние многу подточки во филозофијата кои што може да се вметнат во секојдневието, а и треба да се вметнат, затоа што никогаш се верувало дека најмудрите луѓе во светот биле, најпотребните луѓе во светот биле мудреците, земјоделците и тие што не чуваат. Значи, само мудриот човек, филозофот, можел да ја води државата. А тие другите околу него, нели, да придадат војска за да не штити и да произведуваат храна, за да може да доживееме уште еден ден. Апсолутно, значи да не го исклучиме тој момент дека филозофијата секогаш била примарна и дека секогаш била водечка дисциплина од антиката. Филозофски. Ке го бойкотирате ланецот маркети денеска? Дали ќе го бойкотираме ланецот маркети? Јас да. И јас. Нема да ве прашаме зошто, само ќе ви кажеме благодариме што дојдовте. Ова утро ве повикавме со цел да го представиме профилот на еден човек кој што предава филозофија, логика и етика. Не е ова некаква борба со некого, не е ова некакво контрирање со нешто. Светот мора да оди напред, како ќе оди, има луѓе што решаваат, нели, да се надеваме дека сето тоа ќе биде филозофски кажано за доброто на сите нас. Апсолутно. Благодариме што бевте гости, вратата на нашето студио отворена. И ние сме благодарни, само да напоменам, ги представувавме и колегите професори од Македонија. И нашите ставови се и нивни ставови. Ви благодариме многу. Ви благодарам и јас на вас за го да често што не повикавте, па се надеваме дека ќе дојдете кај нас во училиште, во еден од клубовите, да чисто да ја осетите таа атмосфера на љубов. Ќе се потрудим.